Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев најде начин да се стави крај на блокадите и кочниците на ВМРО, ДПМНЕ и Левица, кои во собранието блокираат закони кои се од интерес на граѓаните. 40.000 граѓани кои во моментов се без лична карта ќе може да си го остварат своето право и да си ги подигнат своите пари. Истите овие граѓани на кои им истекла важноста на личните карти, токму поради синхронизираното блокирање на ВМРО, ДПМНЕ и Левица за законот за лични карти, беа спречени да си ги подигнат парите во банките и да вршат други трансакции. Во соработка со Македонската банкарска асоциација, владата предводена од СДСМ изнајде решение. Имено граѓаните кои немаат важечки лични карти за идентификување, ќе може да ги користат услугите на банките и штедилниците со пасоши. Исто така како важечки и доволни ќе бидат и потврдите од МВР за поднесено барање за издавање лична карта. На овој начин се овозможува непречено користење на услугите. Владата предводена од СДСМ работи на изнаоѓање на системско, целосно решение и начин да го обезбедиме уставно загарантираното право граѓаните да не бидат исклучени од избирачкиот список заради истек на личните карти. Во соработка со Државната изборна комисија ќе се разгледаат можности за граѓаните со неважечки лични карти да можат да го остварат правото на глас како основно демократско право. Почитувани граѓани, ВМРО, ДПМНЕ и Левица блокираат, кочат, уназадуваат, владата предводена од СДСМ наоѓа решенија. На граѓаните не смеат да им бидат ускратени основните човекови права само поради партиски интереси на ВМРО, ДПМНЕ и Левица кои ги тераат во собранието. Законите се гласаат во собранието и се во интерес на граѓаните и се закони кои ги остваруваат нивните права. Блокадите се на штета на граѓаните и токму затоа пратениците од опозицијата треба да престанат и конечно да почнат да размислуваат за граѓаните и да работат во интерес на граѓаните. Благодарам.